Благодарам. Почитуван господине Митревски, вие како искусен пратеник точно знаете кога се јавите на процедурално во овие денови, така користевте денес, така искористивте и синоќа, кога треба нешто да се промовира, кога нешто треба да се рекламира, кога нешто треба, ако е од опозицијата, да се омаловажи. Смирено имате процедурално. Овака, како човек кој што е колега и пратеник и опозиција, верувате дека од тоа што јас го знам, не ни фалат луѓе никакви списоци, ги немаме луѓето, смирете се, и затоа ја кажав дека имате фата моргана во собранието, вие правите сега списоци, ама народот надвор вика друго. И мислам дека не е добро да во една држава 120 луѓе меѓу себе се убедуваат и ја менуваат реалноста. Во една демократска држава реалноста ја прават граѓаните на таа и таа држава, а тие 120 пратеници се тие луѓе и знаеме што и како. Понатаму никој не сакаше да каже, барем и претходниот колега не сакаше да каже ништо, препоставувам, лошо или навредливо или антагонистички настроено кон почитуваната колешка Маја Морачанин. Единствената дилема беше зашто никој не се пријави да го образложи амандманот, и тоа толку не е многу страшно, колку што е страшно тоа што амандманот беше прифатен. И зашто велам така? Имаме два амандмани. Еден амандман понесен од мене, и еден амандман понесен од почитуваната колешка Морачанин. Јас велам вака, сите наслови, и кога беа ВМРО ДПМН мнозинство во влада, и кога е СДСМ мнозинство во влада, сите наслови во вестниците, порталите, телевизиите беа дека знаеме дека е многу загадено, знаеме дека има многу диви загадувачи, знаеме дека има луѓе кои што прават криминал на сметка на здравјето на граѓаните, но не можеме да ги фатиме тие луѓе затоа што немаме кадар. Затоа што немаме инспектори. Кога не сум бил пратеник, сум се прашувал зошто на толку многу пари оваа држава не изнајде решение за инспектори кои што ќе контролираат каков е квалитетот на воздух. 4 пати поред. Значи на ребаланс на буџет 2020, буџет 2021, ребаланс на буџет 2021, буџет 2022 ми ги одбивате. Значи соочете се со граѓаните дека не сакате да се откријат некои загадувачи. Дали се можеби ваши, дали не се ваши, дали се припаници на зелениве, на другите зелени, не знам. И не е моја работа и не ме интересира како пратеник. Мене ме интересира да има чист воздух. И јас давам конкретно решение. Значи не критикувам зашто не ви е чист. Следен амандман, почитуваната колешка, она не сметала дека загадувачите се во градовите, во населбите помеѓу нас, сметала дека е побитно да има 2 джипа за инспекторатот. И тоа е легитимно незина страна да го побара. Прашањето е како тоа имаме пари за джипови, а немаме пари за луѓе кои што ќе откриваат загадувачи. И не знам зашто толку се вознемирувате на тие работи. Сметам, како и големото мнозинство на граѓани, дека требаат луѓе за откривање на загадувачи, а не требаат джипови. 2 милиона. Од друга страна, па сега еден пријател ми пишал, вели, што се расправда за 2 милиона денари за да се купат 2 джипа, вика, барем ќе ги вози некои тие джипови, не ги гледате, вика, даваат 2,5 милиони денари за откривање на тајната на пица од Италија. Така да генерално работата во Собраниево е таква каква што е. Дајте да видиме што е приоритет, дајте да видиме луѓе таму да донесеме. Немаме ништо од тяра кога спомнуваме поранешни премиери и мерцедеси. Како член на таа влада ќе ви кажам дека на оваа држава, и вие многу добро тоа го знаете, го знае министерот Бесими, 8 такви требаат. И треба да им кажете на граѓаните дека душегрижникот се грижи за амбулантни возила, ќе продава коли, дека кога ќе дојдат повеќе од 20 високи странски дипломати, изнаемуваме блиндирани возила од Бугарија и Грција и плаќаме страотни пари на рентакар. Значи, многу се измеша работите, господине Митревски, нема потреба од нервоза, работава е онаму каде што може да се помогне, да се помогне. Ни требаат луѓе, вратете ми го амандманот назад, ние го правиме буџетот, дека вие ќе ги вработувате тие луѓе. Битно е да немаме оправдувања во декември, во јануари, во февруар. Немаме луѓе, што да правиме, тоа е буџетот. Не, можеме да направиме, еве го решението. Вработување нови луѓе и тие луѓе да имаат норма. Не може да биде загадено, а нема загадувачи.
Секој од тие вработени ќе му дадете норма. Треба да откриеш толку загадувачи. Ама за некој да ги открие, некој треба да ги вработи. И гледате да не бидат партиски колеги. Благодарам.